Секојдневно слушаме дека економската криза затвара голем број на компании низ светот. Се случуваат проблеми во однос на и со енергетската и со економската криза и во Македонија. Токму затоа во студиото на Цивил го поканивме председателот на Сдруженијето на работодавачите, Ангел Димитров. Добре дојдовте. Добре најдов. Јас прво би почнала да се надоврзам на енергетската и економската криза, бидејќи вие ги имате најцеловитите информации во однос на многу компании, во однос на многу работодавачи во земјава. Како се одрази, дали сега се гледаат веќе неколку, не би рекла резултати, туку последици од самата криза во тој сектор? Па знаете, кризата почна од корона кризата, значи со COVID-19 и понатаму веднаш се надоврза оваа економска криза поврзана со војната со Украина и растот на цената на енергенсите. Мислам дека сега во овој момент ситуацијата е малку посмирена, затоа што цената на енергенсите, особено цената на електричната енергија која ние ја купуваме или фактички цената се движи на Хупекс берзата во Будимпешта, е некаде околу 200 евра, што е далеку помалку од, да речеме, јули-август, кога отиде над 400 и 500 евра. Значи, компаниите кои се на слободен пазар, кои не се воопшто субвенционирани од државата, нивната цена на електрична енергија што ја набавуваат зависи од цената, значи како што реков, на берзата Хупекс, плюс одредена маржа на дистрибутерите, оние што ќе донесе струјата до овде. И тогаш беше најстрашно, прашањето беше прво дали ќе има доволно електрична енергија, а второ, цената кога отиде веќе 400 и 500 евра, почнаа дел од комбинатите, особено рударските комбинати, топилниците на руда, кај што електрична енергија користат во технолошкиот процес да затвараат. Сега веќе мислам дека ситуацијата со оваа цена од 200, па дури ние во едно истражување рековме ако до 250 евра не треба помош на либералниот пазар. Повеќето компании се гледам и пред извесен период кога прашував, значи се на слободниот пазар, голем дел од нив и не користат од субвенцијата. Зошто е тоа така? Поисплатливо или? Не, тоа е законски ограничување. Значи поголемите компании кои трошат над 1000, мислам дека мегавати во текот на годината и кои имаат повеќе од 50 вработени, тие да сакаат не можат да идат на регулиран пазар. Вие знаете, беше во последен момент многу актуелно кога дел од компаниите ги делеа фирмите на фирма мајка, фирма керка, па набавуваа струја од фирмата мајка, така да сега се води еден процес против тие компании. Тоа го правеа со цел да отидат на регулиран пазар, бидејќи регулираниот пазар како и да е многу поевтин него либералниот пазар. Сега овој период наверојатно работодавачите, односно компаниите ќе се соочат со неколку предизвици. Тоа е ново покачување на минималната плата. Најавата на даночната реформа ќе се разгледува оваа година. Кои се ставовите на минатиот пат бевте против зголемувањето на минималната плата? Па за разлика од март 2021 кога фактички 22 кога се качи минималната плата на 18.000 денари, кога тоа се направи, така да речам, номинално, да не речам со политичка одлука, бидејќи не беше на база на растот на цените, растот на просечната плата и растот на GDP, како што беше согласно законот да се усогласа минималната плата, туку отиде на 62% од просечната плата, што е, мислам, рекорд во Европа. Бидејќи Европа донесе директива за минимална плата, кај што утврди дека минималната плата треба да биде околу 50% од просечната плата. Ние отидовме плюс дополнителна заштита на работниците дека минималната плата не може да биде помала од 57% од просечната плата. Тоа е соланската измена, така да сега имаме само усогласување со 50% од растот на трошоците на живот и 50% од растот на просечната плата, или тоа некаде треба да биде околу 13%, бидејќи 12,6 или 13% е растот на трошоците на живот, малку повеќе се просечните плати, или во пари изразено минималната плата ќе биде нешто малку над 20.000 денари. Мислам дека ова нема да биде голем товар за стопанството, бидејќи во суштина тоа е само усогласување со порастот на цените. Ние дури да ви кажам, во јавноста не сум кажал тоа, кога се разговараше за начинот, методологијата на усогласување на минимална плата. Нашиот предлог на ОРМ беше да се усогласува со 100% од растот на цените, значи вкупниот раст на цените, бидејќи тоа не значи зголемување, туку тоа значи само да се задржи купувната моќ и плюс со растот на GDP.
бидејќи секаде е познато и теоретски и практично дека платите треба да растат на продуктивноста. А единствен показател продуктивноста на ниво држава е GDP по жител. Но тоа не беше прифатено, иако подпредседателот на влада Битичи и рече тогаш на синдикатите, предлогот на ОРМ на подол рок е поповолен за вас. И ево, во првата година, ако беше нашиот предлог, сега ќе беше растот поголем него што е ова. Но сепак, бидејќи почнаме со едно многу ниско ниво на минимална плата, се уште минимална плата во однос на просечна плата кај нас е многу повеќе него во другите држави. А што е во однос со даноците? Значи, постои генерално мислење дека во Македонија компаниите плаќаат најниски даноци, насекаде за разлика во земјите од светот. Кој е вашиот став по ова прашање? Дали смитате? Ако ги земеме даноците вака, да ги земеме сите, даноци на потрошувачка, данок на имоти, даноци на добивка, стварно дека данок на добивка кај нас е многу мал. Значи е 10% или со она рамни даноци еднакво е со данокот на персонален данок или сега поново данок на личен доход и данокот на добивка. Стварта е што ниту кај опорезување на лицата, значи кај персоналниот данок, ниту кај данок на добивка немаме прогресија. Значи големите, богатите компании кај нас плаќаат исто 10%. И тоа држише вода да се донесе одредена прогресија, но грешката беше на владата, која тоа прв пат покуша да го прави, беше на многу ниско ниво. Не можете вие да направите прогресија на 1000 евра. 1000 евра не е голема плата. 1000 евра не се богаташи луѓе, тоа се млади инженери, софтвераши, па и во другите индустрии која е нормална плата за едно таков кадар. Требаше да се оборезат повисоки плати. Во Македонија имаме и 30.000 евра плата. Така да и во однос на добивката. Значи, ако 200-300 илјади добивка има одредена компанија или дури да е по работник да поделиме, тоа не е голема добивка. Но ние имаме во Македонија банки, осигурителни компании, особено монополи, као што се Телеком, бидели телекомите се на еден начин поврзани сите со Deutsche Telekom, или дистрибутери на струја, или па дистрибутери на нафта и така натаму, кои имаат навистина добивки над 100 милиони евра. Значи, работата беше на тие да се зголеми, тоа е ставката да биде повисока. Сега државата немаше храброст тоа веднаш да го направи, иако као планира и се прави анализи, туку воведе еден друг данок за оваа година кој ќе се плати као, да не речам воен данок или данок во кризен данок, кај што компаниите кои имаат над 10 милиони евра промет, ќе плаќаат додатна ставка. Така да, овие измени за најголеми делостопанство нема да значат големо оптоварување, особено е добро што Министерот за финансии ги прифати нашите забелешки дека е нелогично да се укине ослободување од данок на добивка на реинвестирана добивка. Затоа што ние сме држава кај што мораме многу да инвестираме, треба да промениме структурата на стопанството, тоа не може да направиме без инвестиции. Така да, ако сакаме ние да зголемиме инвестиции, не може да ги инвестициите опорезиме. И тоа е добро што се тргна. Иначе другите даноци повеќе се даноци на лицата, значи на граѓаните, тоа се даноци на штедните влогови, даноци на капиталната добивка, оние што на берза купуваат и продаваат акции, така да мислам нема драстични промени да донесе. Така. Спомнавте инвестиции. Како се расположени сега фирмите? Значи, во каква состојба се? Можели ли се оваа година поголеми закрепнувања и инвестиции, а со тоа и задржување на голем број од работниците тука со солидни плати, бидејќи претходно имавме изминатиот период најава од вице-премиерот Битики дека имаме и недостаток на работна сила, па дека постојат можности за увоз на работна сила. Видите, недостаток на работна сила која се темели на нискиот наталитет и заменувањето на младите надвор е најголемиот проблем на оваа држава во економијата и кој во идниот период ќе биде уште поголем. Особено тоа ќе се убрза ако влеземе во Европската унија. Ние треба да бидеме спремни на тоа. Инвестициите се еден од можностите да го вие надокнадите недостаток на работна сила. Значи, со поголема автоматизација, по современи машини, може да го задржите истото производство со намален број на работници. Бидејќи во секој случај, ние, ево да речем, во текстилната индустрија после 2010 година во просек 3% годишно опаѓа бројот на работниците. И тоа опаѓање ќе продолжи понатаму. Никој да не гајме илузии дека тоа може некој да го сопре. Без разлика на која и да е влада. Бидејќи проблемот на заминување на странство е многу поширок, многу по-голем,
Јас во Не е врзан со стручноста на кадарот? Не, тоа е многу посложен систем. Тоа е поврзан со системот за образование, со структурата на стопанството која генерира ниска додатна вредност и со тоа ниски плати, со политичката состојба, со партизација на општеството, со владењето на правото, со корупцијата и така натаму. Така да тоа е многу посложен процес, така да ја во последно време кога разговарам на овие теми со луѓето најчесто употребувам израз немој да мислиш дека тоа е лесна работа. Знаете, нашите луѓе најчесто многу ги поедноставуваат работите. Мислат, качете ги платите, ќе ги задржите младите тука. Не може да ги каче платите ако вие немате бизнис кој ќе овозможи поголема додатна вредност да ги качите платите. Значи прво треба да промениме структура на стопанството. Или некој што вели на избори ќе ги решиме проблемите. И 10 избори да направиме, процесот на менување на младите ќе отиде натаму затоа што решенијата се многу потешки. Ние не може системот за образование преку ноќ да го реформираме. Значи, ние продуцираме кадри кои не одговарат на потребите на стопанството, кадри со ниско ниво на знаење и тој недостаток на знаење ни е проблем да ние воведеме современа технологија. Знаете, доваѓаат странски инвестиции кои со големи поддршка и бенефиции од државата работат едноставен мануелен труд, мотаат каблови. Затоа не треба знаење, не треба факултети, не треба ништо. И даваат плата минимално поголема од нашата на база на бенефициите. Тоа значи дека тие се свесни дека ние немаме доволно инженерски кадар, да речеме да донесе Тесла да направи автомобили Тесла во Македонија. Тоа нема никаква шанса. Затоа мотаме каблови. Значи процесите се многу посложени него некој што си ги замислува. Во однос на неделен неработен ден, да се вратам, затоа што исто беше едно од причините за кои што работодавачите сметаа дека ќе им донесе помала продуктивност и дека ќе ја намали таа додадена вредност, односно во процесот на производство. Од друга страна, работниците пак сакаа, особено во трговските ланци и некои други делови од бизнисите, кое е сега мислењето? Значи, дали се почитуваат работничките права? Ние гледаме дека во еден дел работат, меѓутоа се плаќаат. И вие сами можете да забележите дека во најголем дел се почитува законот за неделен неработен ден. И мислам дека тие проблеми или крајности помеѓу работодавачите и работниците полека спласнаа, затоа што од првичната верзија се отиде на повеќе исклучоци, значи повеќе сектори добија право да работат. Ево сега имаше усогласување со производство на гипс и на цемент. Значи владата беше утогаш свесна и јас и реков дека ако се одлучиме за критериуми да се воведе директно во законот кои сектори работат, верувајте дека нема да погодиме. Секогаш ќе испуштиме некој сектор што ќе се појави после потреба да го воведеме. Така да со тие измени, со онаа можност да некои нестручниски дејности кои можат исто да работат и со она што се реши со законот за трговија, значи можност за моловите со тоа што ќе уплаќаат додатни придонеси на владата и ќе ополнат буџетот. Мислам дека состојбата сега е, како да кажам, еден компромис помеѓу крајните интереси. И денес имаме работодавачи кои се противнат на тоа. Некои дури велат зошто не работам недела струјата е поевтина, ќе ми биде поевтино. Некои велат дека ние сме се уште на низок степен на развој да си дозволиме затварање на целокупната трговија во недела, затоа што навистина во некои градови кога излезете во недела кога се работи, ви е малку чудно. Но мислам дека ова е добар компромис. На крај краиштата да видиме одреден период како ова ќе функционира, па ако има потреба, нужда, ќе го спромениме. Но сега за сега мислам дека функционира таа работа. Функционира. А што е во однос на работничките права? Сметате ли доволно дека се почитуваат во однос на одмори, во однос на дневници? Актуелни сега пред нова година беа исплатите на К15. Слушнавме дека се уште има работници, особено во текстилниот сектор, кои што се исплаќа К15 и се враќа. Значи, дали е тоа некој начин на бойкотирање на мерката на исплата К15, злоупотреба, како би го карактеризирал? Ајде да почнем со К15. Значи, К15 е остаток од социјализмот и самото име, ние како што се викаме К15 или надоме за годишен одмор, потекнува од еден образец во времето на социјализмот што книговодителите го пополнува на крајот на завршна сметка, да после доходот, тогаш имаше доход, се определува средства ако има доволно доход за исплата на К15 и за изградба на социјални станови, па потоа се формираше чистиот доход, па на него се плаќаат даноците. Значи тој образец значише дека да се провери дали компанијата има пари. Таа што имаше доволно доход, ќе исплаќаше К15, таа што немаше образецот кажуваше дека не може да исплати. Ние кога го договаравме ова решение со Сојузот на синдикатите во ОКД,
Појдовме од тоа дека имаме многу различни состојби во компаниите. Ако компанијата 2-3 месеца не дава плата, додатниот плаќање за К15 само што ќе му ја наруши ликвидноста и може да доведе во стечај и отпуштање на работници. И сакавме да го поттикнеме социјалниот диалог, да видиме дали нашите работници и работодавачи се спремни да седнат на една маса и да разговараат за проблемите во компанијата. Дали компанијата има пари, дали нема пари, и тоа е одлично решение, знаете зошто? Затоа што може да се случи компанијата да покажува добивка, ама има огромни средства ненаплатени од побарување од купувачите и таа да нема пари. А да покаже по биланс на успех добивка. Значи тоа најдобро е да се видат сите конта и да се види дали состојбата во фирмата дозволува исплата К15. Но за жал ние сме на пониско ниво на развој, социјалниот диалог се уште не го сваќаме, се гледаме како непријатели, немаме доверба едни помеѓу други и не сме спремни да направиме компромис за одредени прашања. Така да тоа моментално е проблематично и не функционира, и јас се надевам дека со синдикатите ќе изнајдеме некое решение поедноставно за примена, а тоа наједноставно е исплата на К15 го поврземе со завршната сметка, така да и работниците, и работодавачите, и судиите, и обвинителите, и адвокатите со обичен преглед на билансов успех ќе знаат дали таа компанија мора да исплати или не може да исплати К15, и тоа ќе биде поедноставно решение, но ете се уште неколку пати седнуваме и не можеме да се договориме, и на нас ни фали таа спремност за градење на компромиси. А иначе за ова што рековте за враќање, знаете, тоа се можеби минимум компании, но се ствара во општеството дека ситуација дека сите работодавачи даваат па земаат надвор, тоа е прво кривично дело. И не може ние сите да збориме дека тоа се случило, до сега ни еден работодавач не е фатен и не одговарал за тоа. Знаете, тука е одговорност на сите нас. Па и на вас новинарите, и на обвинителството, и на полицијата, и све, ако има таков случај, да се осмели некој да го каже и да се фати тој работодавач и да одговара кривично. На тој начин ќе пратиме порака на сите дека тоа не смее да се прави. А ние само зборуваме, а никој ништо не правиме тоа да се спаси. Но факт е дека работничките права се остварува за разлика пред 10, особено 15 години, многу повеќе него порано. Тука има голема улога, да речеме, Државни инспекторат за труд, кој има отворени линии, кај што луѓето се јавуваат анонимно, без име и презиме, покажуваат одреден проблем, инспекторот излегува веднаш за труд, по сите анонимки излегуваат и прават контрола. Имало и јавување и за К15 враќањето, имало и за одмори, и за некои други работи. Ако има, тогаш инспекторот отиде и прави контрола. Се постапува, но се повторуваат. Мене ми беше повеќе поентата дека се заобиколува некогаш законот, баш од тие причини. Стварта е што, знаете, ние гајаме некои илузии дека ќе донесеме идеални закони кои што ќе се применуваат. Ние имаме многу добри закони. Имаат одредени фалинки, но тоа не значи дека ради лошиот закон имаме лоши состојби во стварноста. Кај нас имплементацијата е многу полоша, затоа има проблеми. Ево сега правиме нов закон за работни односи. Да. Се спремам веќе повеќе од 4 години, сега во тек се јавни дебати, јас бев во Штип мината недела на јавна дебата и навистина многу права на работници се зголемуваат. Значи, основното она што беше најмногу што се реагираше 5 години, договор на определено време се скратува на 2 години, но има уште една одредба, а тоа е ограничувачка, а тоа е најмногу 3 договори во текот на тие 2 години, што за нас работодавачите ќе направат одредени проблеми. А ќе ве прекинам тука. Да. Какви проблеми би направил договор на определено и неопределено? И во тој на неопределено може да има клаузула за непочитување на некои обврски? Не, правата на работниците и во договор за определено и во договор за неопределено се сосема исти. Нема тука разлика. Разликата е таа што во кај договорот за определено вие однапред се договарате двете страни за кој период го правите договор и кога престанува работниот однос. Истото може да се случи и на договор на неопределено. Не, на договор на неопределено не може да се договорите однапред кога ќе ви престане работниот однос. За работниот однос ви е траен и за престанокот треба или да има кршена ред и дисциплина или такво нешто и работодавачот не може така лесно да ви откаже. Треба да ви плати отпремнина, треба да има образложение зошто ви дава отказ, не може да рече од утре не доаѓа. Тако нешто во нашиот закон не е возможно. Значи, отказот мора да биде писмен и со образложение. Така да работодавачи го користеа овој термин повеќе и некогаш го злоупотребува, значи 5 години секој месец нови договори, баш поради тоа што
отказот е многу сложен кај нас. Значи, нашиот отказ е толку сложен да ретко кој работодавач успева да го докаже на судија, затоа што теретот на докажувањето дека отказот е оправдан е само на работодавачот. Работникот може да ви напише тужба и да рече отказот што го добив е против законот. И работодавачот мора да докаже дека не е против законот, дека ги исполни сите услови. Така да заради тоа на работодавачот е многу полесно да ви давам јас, да речеме на 3 или на 6 месеци, да видам како се вие понашате. Ако не сум задоволен од вашата работа, не мора да ви давам отказ. Автоматски ќе ви престане работата. 3-6 месеци трае и 10 години. Не, 10 не може да трае. Значи, сега ќе биде 2 години, со тоа на работниците на вистина ќе биде подобро. Ние веднаш као работодавач ја прифатиме 3 години у старт, дури сега викаме и 2 години е окей. Значи не треба повеќе од 2 години, но овие 3 договори ќе ни прават големи проблеми и можеби тука треба да ги зголемиме барем 5 договори, затоа што знаете во сите компании причината за давање на договор на определено време не е иста. Да речеме во новооснованите компании првата причина е што претприемачот што почнал бизнис, тој не знае како ќе му оди бизнисот. Тој од кај знае дека после 6 месец ќе ја затвори компанијата. И тој ако да речеме ви даде веднаш договор на неопределено време, компанијата има проблеми. Тој не може да ви рече одете се утре. Мора да ви исплаќа 70% од деловни причини се додека не ве откаже. А да ве откаже мора да ви исплаќа отпремнина и мора да има постапка за тоа. Мора да ја пријавува агенција за вработување, мора да прави рангирање ако не си одат сите работници. Значи тоа се многу големи бирократски процедури кои ги одвраќаат работодавачите да склучуваат договори на неопределено време. Не го прават тоа од нивна желба. Да, но им создава и на работниците тоа проблем. Со договор на определено, значи тие се буквално не можат дури ни за кредит да аплицираат во банка, затоа што и таму бараат договор на неопределено и тие чувствуваат несигурност. Работниците на определено време чувствуваат несигурност. Ако имате договор 3 до 6 месеци, а работите да речеме еве година дена во фирмата, вие исто така чувствувате несигурност. Така, но знаете, во светот во светот има две крајности или два начина решавање на работните односи. Едно е ние што го овде во европскиот принцип зимаме, тој социјалдемократски принцип, да се заштити работничките права со повеќе закони и све. Другиот е либералниот принцип што го има во Америка. Значи во Америка може да ве прими и да ве откажи со обичен збор, со една реченица. Рече од утре да не доваѓате. Го знаете Трамп што имаше една емисија. Но од друга страна тоа не значи дека во Америка не е посакувана дестинација за работа. Во Америка нема проблем со работници, дури инженери и стручњаци од Европа одат во Америка да работат. А таму никој не му гарантира дека ќе успее. Значи, правата работнички не се гарант дека состојбите во државата ќе бидат подобри. Значи, самото почитување на правата не значи дека младите нема да си бегат надвор од државата. Значи, тоа е само еден сегмент и треба секогаш да го гледаме двострано. Исто како што минималната плата од една страна треба да ги задоволи барањата за екзистенција, минимална екзистенција, но од друга страна треба да ги задоволи барањата дека тоа нема да биде пречка за да се отвараат нови бизниси и да опстанат постоечките бизниси. Двете страни на медалијата мора да се гледат заедно за да добиеме една добра состојба во стопанството. Така. Јас за крај би ве прашала кои се проекциите, значи за оваа година на фирмите и перспективите, значи дали се оди кон позитивно сценарио, стабилизација некоја таму некаде кон есента како што говорат сите или тоа се очекува дури следната година. И кои предизвици ги имате оваа година да се решава, значи и во однос на законов, пошто јавната дебата во однос на законов за работни односи кој што има и други работи, значи и породилното отсуство, како би се одразило и некои други сегменти кои што се однесуваат и на едната и на другата страна, значи кои се очекувањата на оваа година? Ајде да почнам од последното прашање во однос на новиот закон за работни односи. Иако се подобруваат многу работнички права, се скратува да речеме пробна работа од 6 на 4 месеци, се зголемува периодот на застареност на одговорност на работниците од 3 на 5 години и така натаму, или правата на застареност од парични побори на работниците се покачува, многу зголемување на работнички права. Во однос на ова породилното отсуство се покрај мајчинството се воведе од татковство и родителство. Во суштина тоа значи 9 плюс 3. 9 на мајката, плюс 15 дена задолжителни на таткото и уште 4 незадолжителни. Тука е повеќе проблемот кој ќе го плати тоа.
бидејќи фондот за здравство има одредени проблеми. Последните интервјуа на министерката што ја гледав, таа вели дека родителството ќе се исплаќа од буџетот, што значи од буџетот ќе се преведат пари на фондот, што се прави и во пензискиот фонд, бидејќи без буџетот да дотира, ние со овој број на работници не може да го полниме фондот пензиски и не може да исплаќаме пензии, што е главната ствар на тоа како ќе се одвива ситуацијата понатаму. Што за мене најглавен проблем е енергетиката, како ќе се одвива понатаму. Ако имаме стабилна енергетска ситуација и ако цената на енергентите не драстично не отида да речеме над 200-250 евра, мислам дека имаме шанса да оствариме дури и подобри резултати од тоа што се надеваме. На што го темелам тој оптимизам? Го темелам на најновите случувања во светската економија, наместо глобализацијата која досега беше доминантна, што значи развиените економии седеа на компјутер и правеа програми, а додека неразвиени произведуваат железо, лимови, произведуваат текстил, произведуваат све, значи целото производство и тешката индустрија и она загадувачката се префрли во неразвиените места, но короната и покажа дека тоа е меч со две острици или као бумеранги се врати. Се случи да замислите една Европа толку развиена да не може да произведе маска за лице. Значи мораше да доеѓат кај нас да бараат маски или потоа кинезите направи автоматски машини, што значи селењето на производство надвор ги доведе до одредени проблеми. Производството особено во далечниот исток кој е најефтино, бидејќи таму платите се поевтини од нашите, е многу далеко и кинењето на тие синџири доведе до одредени проблеми во снабдувањето на европските компании, така да тие од тогаш одлучија дека поголем дел од кооперантите или они што ја произведуваат за нив да ги сместат поблизу тука во Европа, за да ги нема тие проблеми. Тоа на нас ни дава одредена шанса ние да се избориме за поголем статус. Тоест, нашите услуги што ги правиме за европските големи компании, да нивното учество во вкупната цена да се малку зголеми. Затоа што досега работиме стварно за многу ниски пари. Замислете, ние, да речеме, во Македонија шиеме еден текстилен производ за 2 или за 3 евра, а тој во малопродажните дуќани во Германија е 80 евра. Замислете кое е нашето учество. Ние сега имаме многу поголема побарувачка и мора не само во текстил и во другите производни дејности да бараме повисоки цени. Не може оној што седи на компјутер и го креира да зиме 3 пати повеќе од оној што го произведува производот. Ние мислам дека сите земји во развој треба да станат свесни за тоа, дека не може тие вечно да останат само ефтини кооперанти на големите компании. Не може за еден мобилен и тоа што го произведува, да речеме, Apple во Кина, да вие произведете 2 шлепера патлиџени. Не може. Значи, мора цената на храната, цената на другите продукти што се произведуваат да си добие одреден статус и мислам дека тоа ќе биде и за нас шанса, бидејќи Германија никош веќе нема да произведува текстил, како што не произведува ни Полска, ни Чешка, бидејќи тоа го работат само земјите кои имаат ниско квалификувана работна сила, ние за жал сме такви и ќе завршам со тоа дека единствен начин сето ова да го промениме во наша корис е да го промениме образованието. Значи се поаѓа од образованието. Ако сакаме нова технологија, ако сакаме нова индустрија, предприемачи кои ќе работат по високо платени работни места, мораат да нашите дипломирани студенти да навистина имаат знаење. Дипломата мора да гарантира ниво на знаење. Не може ние да се играме да продаваме, така да се рече, дипломи. Тоа ќе ни се врати не само во индустријата, во стопанството, ќе ни се врати и во општеството. Затоа што човек недоволно индуциран многу лесно подлегнува на лажи. Знаете, лидерот ќе ви каже дека колата лета, ќе рече браво лидере, многу убаво лета стварно. Вие мора да знаете некој кој ќе ви кажува нешто, да имате доволно знае да сватите дали тоа држи вода или не држи вода, па да рече дека овој се зафркава со нас. Да му ја кажеме вистината на овој народ и да му кажеме дека не е лесно на светскиот пазар да се избориш, но мора ние да работиме на нас, на нашето знаење, на нашите знаења, за да можеме да се бориме со светската конкуренција.